Здраво, јас сум Драги Стојковски, роден во Скопје, меѓутоа живеам во Торонто, Канада многу години, инаку по професија сум тренер по гимнастика и како и многу македонци во светот, многу заинтересиран во македонската историја, посебно поради фактот што не ја оспоруваат од сите страни и јас гледав да најдам некои историски документи кои го потврдуваат спротивното што нашите така наречени добри соседи ни го сервираат, посебно во однос на нашето постоење во Македонија, во етничка Македонија и пошироко на Балканот. И навистина загрижува кога некои историчари или квази историчари зборуваат дека македонците не постојат, дека пред 100 години немало македонци и така натаму, па дури еве пред некој месец и од македонски политичари, иако политичари од албанската страна, како Селадин Села, кој тврдеше во едно интервју на телевизија дека пред 100 години не постоело македонци, не биле забележани. Па еве еден пример кој може да се собере со многу такви слични примери. Факт е дека навистина во пописните листи, например на Балканот, во Грција, Бугарија, Албанија, па и Србија, немало македонци, но не дека тие не постоеле, туку едноставно не биле забележани, билејќи не смеело да бидат забележани. Тие држави, нивните фашистоидни власти не дозволувале да се забележи постоењето на македонците. Меѓутоа, ако одиме малце пошироко во светот, како во демократски држави, како во Канада, например, во Соединетите Американски држави, во Австралија, можеме да видиме во тамошните пописни листови и тоа како постојат македонци. И тоа не само сега, туку и пред 100 години повеќе. Во овој пример би сакал да наведам едно истражување кое го направив јас за канадскиот попис од 1911 година. Значи, токму една година пред делбите, кога не постоеше македонска држава и македонски народ официјално, меѓутоа во Канада и тоа како постоеше и Македонија како место на раѓање и македонци како етничка припадност. Во пописот од 1911 година попишани се сите канаѓани, каде што попишувач одел од куќа на куќа и ги попишувал во сите провинции и територии на Канада кои постоеле во 11 година. И дојдов до сознание дека добар број македонци кои живееле во тоа време во Канада, ново доселени, некои доселени во 1905, 6, па дури до самата 11 година кога се одржува пописот, се изјасниле како место на раѓање дека се родени во Македонија, иако нели знаем во тоа време Македонија како држава не постоела. Потоа во однос на етничката припадност, сите се изјаснуваа дека се етничка припадност македонска и точно тамо во прашалникот прашува која раса или која племенска припадност. Што во денешни услови тоа значи етничка припадност. 100% од бројот на македонци тамо се изјаснуваа дека се етнички македонци. Во пописните листи има по 50 попишани луѓе, така да попишувачот со рака ги попишува. Добар дел од напишаното не може точно да се разбере, посебно буквите како А и Е, и тешко е да се изгатне точно имињата и презимињата на попишаните. Меѓутоа, каде што пишува Македонија, многу лесно да се одгатне дали тоа А или Е и може да се заклучи кое е името на етничката припадност. Потоа во однос на национална припадност, што во денешни услови, па и во тогашни услови било едноставно државјанството, а македонците во тоа време со турско државјанство, турски пасоши патувале. Меѓутоа и во тој случај македонците изјавиле дека имаат македонска нација, или приватници на македонската нација. И што е пак интересно за нас, во однос на постоењето на македонскиот народ, македонскиот јазик, мнозинството од нив се изјаснуваат и дека го зборуваат македонскиот јазик.
Ако одиме на специфични примери во однос на пописот од 1911 година, може да се види дека од целосното население на Канада, во рамките на канадската држава се наоѓаат 813 луѓе кои за место на раѓање изјавиле дека се родени во Македонија. Од нив скоро 100% рекле дека се и етнички македонци. Огромното мнозинство и за државјанство рекле дека се, тоест националност, дека се македонци. Има еден многу мал број кои изгледа и веќе имаат канадско државјанство и се изјаснили дека се канаѓани по нација. Има, можеби малку и смешен пример, дека има 5-6 на број кои се изјасниле дека се исландејци, од Исланд државјанство. Дали преку Исланд дошле во Канада или не, тешко е да се одгатне, меѓутоа така се изјасниле луѓето. Меѓутоа тука сега може да има и некоја грешка, бидејќи на истата страница погоре, меѓу 50-тите попишани, има 5-6 луѓе кои се токму родени во Исланд и рекле дека се по нација исланѓани. Са дали попишувачот прави грешка тука или македонците така се изјаснили, навистина е тешко да се каже. Кај еден добар дел од македонците изјавата нивна дека се по нација македонци е прецртана. Од озгора, иако прецртана е со една линија, се гледа дека пишува националност македонска, од озгора е допишено турска. Пак историчарите треба да откријат која е оваа причината, може би поради тоа што тие дошле со турски државјанства или турски пасоши и така биле признати. Потоа прашањата продолжуваат, која година се доселени, која вера се. На тоа прашање мнозинството ќе одговорат или се православна вера само, или бугарска православна, или грчка православна, или грчка католичка вера. Еден има дури еврејска вера. Потоа има доста католици, има протестанти, дали од Македонија со таа вера и црква биле, или во Канада веќе се преобратиле за да имаат поголема можност за канадско државенство, е тешко да се одгадне сега. Потоа прашањата продолжуваат статистички дали луѓето работаат или учат, дали се писмени или не, дали знаат да читаат, дали знаат да пишуваат. И на крајот, што е интересно за нас, прашањето гласи кој јазик вообичаено се зборува дома. Ако одиме во статистиката, ќе видиме дека од 813 луѓе кои се родени во Македонија, 71,5% рекле дека го зборуваат македонскиот јазик. Значи тоа е во бројка од 813 поединци, 582 рекле дека зборуваат македонски јазик. Има некои што велат дека зборуваат и македонски и англиски или англиски и македонски. Значи јазикот е напишан целосно во добар дел Macedonian на англиски или македонски, некаде е првиот на листата, ако се сите македонци, ќе пишува македонски, потоа две точки како потврдување дека тоа продолжува, или пак може кратенка МАЦ, значи Macedonian или МАК по наше би било, а некаде па само М има. Ако некој рече дека тоа М не значи македонско, исто се случува и за англискиот јазик. Ако некој зборува македонски и англиски, ќе стават например по некоја само М и Е, или англиски и македонски Е и М. Така натаму. За бугарскиот јазик многу пати пишува само Б во кратенка. Потоа ако одиме, значи од 100%, рековме 71,586 зборувале македонски јазик. Потоа
Втора група, која се сочинува 88 родени во Македонија, изјавиле дека зборуваат бугарски јазик. И тука или целото име бугарски е напишено, или само Б, или само БЛГ и така натаму. Потоа следува грчки јазик. Само 27 мина изјавиле дека зборуваат грчки јазик. Интересно е дека на една пописна листа, каде што има две групи од македонци по 7-8 души кои се родени во Македонија, етнички македонци, и изјавиле двете групи дека зборуваат македонски јазик. Меѓутоа, отпосле, попишувачот тоа го прецртал, на горните од озгора има допишено грчки јазик, а на долната група од десната страна е допишено дека зборувале грчки јазик. Потоа некои едноставно рекле дека словенски јазик зборуваат. Тоа се 18 души и тоа е менување, не е некој словенски, некој словак, словачки. Дали тоа попишувачот прави грешка, не е запознат со јазиците. Англиски јазик, малку чудно е, меѓутоа некои од нив рекле дека само зборуваат англиски јазик. Дали мислите дека тоа е доволно, не треба друг јазик да кажат, но бројката е 6 мина, додека 9 души изјавиле дека зборуваат турски јазик. Пак, дали тоа го чувствувале ти како мајчин јазик или како државен јазик, тоа историчарите можеби да го истражат и да откријат повеќе. Кај 19 мина воопшто нема одбележано јазик. Дали попишувачот заборавил или попишаните воопшто не сакале да се изјаснат, тоа не знам, додека кај 6 мина воопшто не може да се види. Статистички ова се е обработено преку компјутер, бидејќи архивата на Канада го има изложено преку вебсајтот Ancestry. Меѓутоа, кај 6 мина воопшто не може да се види кој јазик изјавиле дека го зборуваат. Интересно е да се забележи дека вакви менувања на изјави од македонци имало и во други случаеви. Например, ако одиме во една книга која ја открив од Аплан, книгата мислам дека од 1908 година. Да, тоа е од Ален Апворд. Оригиналниот наслов на книгата е The East End of Europe, или источниот дел на Европа, во Лондон испечатена во 1908 година, каде што Аплан како патеписец го шета Балканот и меѓу другото оде низ Македонија, а има грк како преведувач и водач на патот. И тие стигнуваат во некое место наречено Владова, како што оригинално го има ставено тоа патеписецот на англиски јазик. И доека се кај турскиот капетан во тоа селце или мало градче, пуштаат турски војник да викне кој е највиден граѓанин во градчето или селанин, да им објасни кои живеат, колку луѓе живеат, што работат и така натаму. И доаѓа некој повиден човек кој без страв, иако турскиот кајмакам бил во истата просторија, без страв им одговорал на прашањата и преведувачот преведувал. Сега преведувачот го прашал домаќинот од местото колкаво е селото и тој рекол дека има меѓу 120 и 140 куќи во тоа населено место, значи 600 до 700 луѓе, дека мнозинството се патриархисти во смисла на црквена припадност. И патеписецот Аплан прашал преку преведувачот кој јазик го зборуваат луѓето.
и преведувачот рекол бугарски. Меѓутоа, иако Аплан не разбирал што се зборува, тој во зборувањето не чул збор бугарски, туку тој го чул зборот македонски. И тој оригинал така го има напишано во англиската верзија. И интервенирал кај водачот на неговото патување и неговиот преведувач и рекол дека токму тоа реклети македонски, а зашто тој така преведува. И неговиот одговор бил дека тој не разбира таков јазик и затоа не рекол македонски. Понатаму самиот патеписец вели дека ова е име на јазик македонски кој го слушал во многу краеви, па дури и во грчката форма која било македонике. Значи во разговорот на грчки јазик тие изјавувале дека зборуваат македонски јазик. И пак за потсетување, ова е во 1908 година, кога, како што јас велам за тие што велат дека Тито не измислил и јазикот го измислил, тоа е време кога Тито можеби не бил во пелени, но бил во толку млади години што немал никакво влијание да измислува јазици. Во истата книга, еве за тие кои се заинтересирани да видат точно, ова што досега го изјавував околу книгата од Upward, тоа беше на страница 203, додека за еден инцидент се спомнува во истото село или градче на страница 206, каде што група жени го сретнале и му се жалеле за состојбата и тој вели сите беа македонки, сите беа вдовици, бидејќи мажите и синовите им беа убиени од бугарските нападачи. Буквален превод, или буквално еве за тие што сакат оригиналот да го видат, Upward вели met by a group of half a dozen women, for him, за кои тие потоа тој пишува, all were Macedonian and all were widows, rendered such by the Bulgarian invaders of their country. Понатаму Upward вели дека една од жените му рекле рускиот офицер дојде тука после смртта на нашите сопрузи и синови и рече пред свештеникот и другите луѓе, вие подобро да се наречете бугари или сите ќе биете убиени. Во оригинал, you had better call yourselves Bulgarians or you'll all be killed. Значи ова е на страница 206. Потоа на страница 209, пак околу јазикот, вели домачинот во куќата ни даде приказната или живописот за селото, или поточно вели свештеникот ни преведе на нас, преведувајќи од македонски во грчки. И пак во оригиналот, the owner of the house gave us the story of the village, or rather the priest gave it on his behalf, translating from македонски into Greek. Значи македонскиот јазик оригинално како македонски го представуваат.